Малешнет вести. Почне изградбата на технолошко-индустријските развојни зони во Виница и Берово со вкупна површина од 37 метри квадратни, на кои се предвидени вкупно 18 парцели. Виничката е лоцирана кај месноста Поповец на тромеѓето меѓу Виница, Зрновци и Кочани. 21 хектар ќе бидат привлекувани инвеститори кои ќе вложат во отварање на производствени капацитети, што ќе значи стимул на повеќе за деловните субјекти од регионот. Во овој регион обстојуваат производствени капацитети за производство на градежни материјали, дрвено-преработувачка индустрија, текстилна и прехрамбена индустрија. Но со изградбата на оваа зона сигурно ќе има свој придонес кон креирање на одржлив економски развој во овој регион и креирање на нови работни места. Владата на Република Македонија ја препозна атрактивноста на ова место кое се наоѓа на тромеѓето на општините Виница, Кочани и Зрновци, и ова место ќе нуди вработување на жителите на трите општини. Првата фаза од изградбата на ТИР се инвестиција вредна 1 милион евра, а дополнително државата ќе инвестира и во нивно доуредување. Во иднина, која ќе се пополни, постои простор да биде и проширена. Владата на Република Македонија преку Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони ќе инвестира во изградба на внатрешната улична мрежа, доводна вода, доводна струја, на газ, посебна мрежа за улично осветлување, канализацијска инфраструктура за прифаќање на атмосферските и фекалните отпадни води, како и превземање на сите потребни мерки за заштита на животната средина. Вкупно на територијата на источниот регион се планирани 4 ТИР зони, додека на ниво на држава нивниот број треба да се заокружи на 14. Концептот на технолошко-индустријски развојни зони е дел од една поширока стратегија за привлекување на странски инвестиции, повторно како дел од секупните политики за економски развој. Успеавме да привлечеме нови странски инвестиции, успеавме да креираме економски развој и конечно оваа година да бидеме дури лидери во делот на економскиот развој. Индустријската зона во Берово ќе биде лоцирана на патот Берово-Дабиле и ќе се протега на површина од 17 хектари. Денеска и официјално стартува градбата на зоната Берово-Пекчево, откако преходно повеќе од една година се подготвуваа сите работи што требаше да се подготват. 17 хектари површина, на кои ќе има 8 парцели, кои наскоро очекуваме да бидат дом на нови фабрики во овој регион. Процентот на невработеноста кој денес е најголем во Источна Македонија, а во општина Берово е 30%, ќе се намали и тука многу наши сограѓани работејќи во новоизградените капацитети ќе обезбедуваат екзистенција. Посетите на Виница и Берово премиерот ги искористи и за пуштање во употреба на повеќенаменски спортски игралишта во Исти Бања и Смојмирово.